Добар ден, почитувани гледачи на Автомагазин. Живееме во вибрантни времења што се однесува до автомобилската индустрија и затоа денеска поканивме вистински гостин со кого може да поразговараме и за глобалните, но и за локалните прашања во однос на автомобилската индустрија. Пред да ви го откријам гостинот, повелете, погледнете ги флеш вестите. Се враќали салонот во Женева на светската автомобилска мапа. Вакви амбиции и желби сигурно имаат организаторите на манифестацијата Auto Experience, кои на истото место и во истото време ќе се обидат да ја соберат публиката желна да се запознае со автомобилските новитети. Сцените што ги гледате сигурно нема да се повторат, бидејќи ќе настапат локалните продавачи на автомобили, кои од 30 на марки што ги застапуваат ќе изложат околу 200 експонати. Настанот, кој ќе трае само еден викенд, е во организација на Швајцарската унија на трговците со возила со поддршка на Женевското сајмиште Пал Експо. После Кина, обновениот модел Y на Тесла пристигнува и на другите светски пазари. Развиван под кодната ознака Juniper, тој сега има изглед налик на автономното такси Cybercab, со светлосна лента напред и меки и поаеродинамични линии на каросеријата. Сопирачките се унапредени, а ослонувањето е подесено за поудобно возење. Има подобрувања и кај техничката опрема, а во внатрешноста се среќаваат попрефинети материјали, вентилирани предни седишта и задна клупа која се склопува електрично. Автономијата е благо зголемена и во зависност од верзијата изнесува до 600 километри. Првите испораки се предвидени за март, а цената во Европа на основната верзија, која ќе пристигне подоцна, изнесува 45.000 евра. Кинеските производители се здружија. Build Your Dreams, Geely и SAIC, на кои им се придружи и BMW, поднесоа жалба на одлуката на Европската комисија за воведување царини на нивните електрични возила. Тие ги оспоруваат направените проценки на државните субвенции што ги добиваат, начинот на пресметувањето на давачките и доказите за штетата што европската автоиндустрија би ја претрпела. Спорно е и тоа што Тесла, која исто така произведува во Кина, има значително пониски давачки од 7,8%, за разлика од другите кои се движат помеѓу 17 и 35,3%. Заради Купра Таваскан, со царините ќе бидат погодени и Volkswagen, кој барем засега не реагира. Сега на потек е Европската комисија, која има рок од 2 месеца да одговори пред судот во Луксембург, каде е поднесена жалбата. И годинава, како и секогаш, е направено рангирање на највредните светски брендови во кои автомобилските имаат солиден пласман. Меѓу нив, според сегашната анализа, најголема вредност има Toyota – 64,7 милиарди долари, што е за 23% повеќе од лани. Тоа е значаен скок за јапонската марка, која минатата година беше зад Мерцедес и Тесла, кои со своите 53, односно 43 милиарди долари, сега паднаа на второто, односно четвртото место.
Меѓу нив се најде Hyundai, а BMW е на петата позиција највредни автомобилски брендови. Треба да се спомене дека оценувањето се базира на приходите, цената на акциите и други финансиски показатели и воопшто не е поврзано со тоа колку пари компанијата всушност има. На врвот на оваа листа без некои изненадувања се наоѓаат Apple, Microsoft, Google и Amazon. Генезис на Светскиот економски форум во Давос представи концепт на планинско возило за интервенции, замислено за акции за спасување во лоши временски услови. Како основа послужи компактниот кросовер GV60, кој за да се справи со најтешките терени, место тркала има посебни гасеници. Опремен е со системи за комуникација и предупредување, а во прилагодената каросерија посебно место се одвоени за медицински материјали и опрема за спасување. Дополнителните светла на покривот ќе обезбедат видливост и во најгуста магла, а електричниот систем на возилото има можност да напојува со струја надворешни уреди. Технички детали за погонот нема. Сер Луис Хамилтон го одработи својот прв ден во Ферари. Седумкратниот светски шампион кој помина 12 години во Мерцедес на патеката Фиорано го испроба црвениот болид од сезоната 2023 на кој стоеше сите нам препознатливиот стартен број 44. Според непотврдени извештаи, тој ќе добива по 40 милиони фунти годишно за својот работен ангажман за најелитниот тим во историјата на Формула 1. Во него премина по скоро 3 годишен период без победа, постигнувајќи доста променливи резултати, за што вината беше и на двете страни. На неконзистентноста на тимот на Мерцедес и тешкотиите Хамилтон да се прилагоди на карактеристиките на болидот. Изјавувајќи дека напуштањето на Мерцедес со кој како тркач е поврзан од 13 годишна возраст, му била една од најтешките одлуки во животот. Хамилтон го оправда својот потек дека од секогаш му било сон да се надпреварува со црвен комбинезон. Сега е наред да се остварат соништата на тифозите кои немаат славено за шампионска титула скоро 2 децении, уште од времето кога 40 годишниот Хамилтон за прв пат настапи во Формула 1. 15 години вие одбирате, ние купуваме за 24 часа. 15 години на 10.000 клиенти. 15 години општествено одговорна компанија. 15 години доверба. 15 години лидери на пазарот. Финансираме патнички возила, комерцијални возила, камиони, пловни објекти, опрема и машини за вашиот бизнис. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Кога ќе ве привлече нешто, а не знаете зошто. Во тој момент како некој да зборува со тебе. Запознај го новиот 408 со дизајн кој завидува повеќе отколку што очите можат да восприемат. Алюр и страст од секој агол. Тоа што вистински зборува со нас е нашиот внатрешен глас кој страстно шепти од нашата душа. Алюринг, новиот Peugeot 408. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk.
Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Метрополис, број 1 радиомрежа. Како што најавив, денеска ќе одвоиме малку време за анализа на автомобилската индустрија. Затоа го имаме вистинскиот човек, господинот Виктор Мизо, генерален директор на Костел Македонија, подпредседател на Костел групацијата за прашање, односно за комуникација со владите и подпредседател на Стопанската комора на Македонија. Срдечно добре дојде. Благодарам за поканата и чест ми е да споделиме некои информации што се случувањата во глобалната, но и локалната автомобилска индустрија. Ајде да почнеме со глобалната. Од пандемијата наваму автомобилската индустрија се реструктурира. Влезе во голема криза, но на светската сцена стапи кинескиот фактор. Како ги гледате овие односи на прераспределба на силите во автомобилската индустрија? Точна е констатацијата дека од пандемијата, но јас би рекол и малку пред пандемијата, кога започнаа сите оние проблеми со земјотресите во Јапонија и како тие фабрики кои произведуваа специфични чипови пред се за автомобилската индустрија, како сето тоа влијаеше на глобалното производство. И она што е многу интересно пред се во Европа е дека споредено со 2018-2019 година, која беше врвот на продажби на возила, 2024-та стигнавме до една бројка која е само 75% од продажбите на возила кои се случува пред пандемиски. Значи, се она што беше проблемите со чипови и со тој целиот supply chain и ланците на добавувачи, потоа пандемијата, потоа војната во Украина, проблемите во Суетскиот канал. Сите овие работи на еден друг начин влијаја пред се на производството во Европа, се уште не сме нити приближно вратени на она стартна појдовна точка од пред 5 до 6 години. Дополнително во целиот овој период имаме зголемен, иако може би во јавноста е фамата поголема отколку реалноста, но имаме атак на кинеските произведувачи во Европа. Минатата година, ако направиме една анализа, околу 25% од сите возила кои се продадени во Европа се азиски производители, со тоа што речи се 14% доаѓаат од Јапонија, 8% од Кореја, но 4% доаѓаат од Кина и таа бројка кинеска драстично и многу брзо се зголемува. Пред се, бидејќи тие се поевтини, драстично поевтини од европските, производство на возило во Кина е околу 30% пониско отколку истото возило ако се произведе во Европа и имаат многу повеќе технологија и она што го очекува модерниот потрошувач. Врз што се базира општата криза во автомобилската индустрија? Лани се пријави дека има подобрување на пазарот. Во Европа се продадени нешто на 10,1 милион возила, во Америка околу 16 милиони, но во Кина 33-4 милиони, коригирајте ме ако грешам. Нешто околу 31-32 милиони. Од вкупните 80 милиони возила продадени минатата година, апсолутно најголем е кинескиот пазар, каде што се уште има раст, без разлика на онаа перцепција дека економскиот раст тамо не е на соодветно ниво, но повеќе возила се продаваат, додека во Европа тој раст беше анемичен и не беше консистентен помеѓу сите држави. Во Европа проблемот е неколку кратен. Прво, кризата околу трошокот за енергенси директно влијае врз цената на производи. Пред се во Германија, и знаеме во каква економска криза веќе 2 години Германија во рецесија, и имаме намалување драстично на бројот на возила произведени во Германија, од речиси 1 милион возила помалку од она што беше пред 5 до 6 години. Цените на возилата се многу зголемени поради инфлацијата, зголемени се трошоците за финансирање на возила, но истовремено сите оние влезни компоненти се
електрониката и чипови. И сега имате просечна вредност на возило надминува над 40.000 евра. Тоа воопшто не беше случајот пред 4 или 5 години. Се сложено со вас, но од пандемијата наваму автомобилите се поскапени за околу 46% во однос на 2019 година. Се слагам дека во нив има повеќе технологија, но годишната инфлација во еврозоната и во Америка околу 2,2 до 2,5%. Така е. Па за тие На што се должи 4 сето тоа? години 10% инфлација и плюс 38% изголемени трошоци или што? Гледајте, германските производители пред се, ако можам да кажам, мислам дека во целата оваа транзиција на мотори со внатрешно согорување и на кој начин транзицијата кон електрификација, која во најголем дел во Европа мислам дека беше диктирана политички, пред се од Брисел, а поради Брисел и индивидуалните земји дадоа мандат на своите производители, односно на својот пазар, дека 2030-та, 2035-та, некои земји до 2040-та, да веќе нема продажба на возила со внатрешно согорување. И целата таа транзиција, пред се софтверскиот дел, многу од европските произведувачи не се снајдоа доволно брзо и не беа технолошки подготвени да го испорачат она што се бара на тоа софтверско поле. Тесла, перцепцијата на Тесла е дека не е тоа механички производ, дека тоа е компјутерна тркала. Во Германија се уште се размислува за возилото како механички производ. Тој софтверски дел, знаеме дека во изминатите 4 или 5 години неколку германски нови модели на возила беа пролонгирани за дури и повеќе од една година затоа што софтверот не беше имаше многу проблеми. И се уште има. И се уште има. Дополнително, транзицијата кон возила на електричен погон значи намалување на бројот на работни места секаде во Западна Европа. Знаеме дека автомобилската индустрија има влијание на 7% од бруто домашниот производ со вработување од над 10 милиони, над 13 милиони луѓе во Европа работат во овој сектор. Таквото намалување многу ќе влијае на сите локални економии. Знаеме дека батериите пред се доаѓаат од Азија, Кина, имаме неколку производители од Кореја и еден производител од Јапонија, додека европските производители, сите оние планови за мега фабрики на Volkswagen, сето тоа се драстично намалени и редуцирани. Да. И дополнително сентиментот на луѓето дали, како и кога да купат ново возило, земајќи во обзир како скокаат цените, едноставно луѓето го пролонгираат тој момент на купување на возила и ова е еден така наречен perfect storm. Значи се случува од сите страни влијание да се намали желбата, потребата и можноста на луѓето да купат ново возило. Пред се, на жалост, најмногу европските производители се погодени од ова. Најмногу, но и производителите од Америка. И производителите Америка, кои можеби ние во Европа не ги гледаме толку многу, но General Motors веќе не е присутен во Европа, колку што знаеме, а Ford драстично го намали својот обем на работа на европскиот континент. Но ако земеме во обзир кои се најавите од производителите на возила, Volkswagen групацијата, Ford, Stellantis, зборуваме десетици илјади работни места дека ќе бидат оптимизирани, што би се рекло намалени во идниот период, но Bosch, Continental, ZF, Valeo, Michelin, тоа се најголемите производители на компоненти, германски и француски. Тие веќе најавија само минатата година над 54.000 работни места заради намалување на обемот на работа ќе се редуцираат и мислам дека таа бројка дополнително ќе се зголемува во следниот период и ова значи дека обемот на работа се намалува бидејќи од таа парче на питата голем дел влегуваат азијските производители кои се многу вертикално интегрирани со свој добавувачи. Електричните возила беа наметнати, брутално наметнати и на купувачите, но и на индустријата. Дали тоа значи дека Европа и Америка ја губи играта на која самата даде правила на игра? Многу интересно ако ги гледаме трите глобални пазари, Кина, Европа и Америка. Во Кина државата председателот одлучи електрификација и во моментов, во 2024-та, 50% од пазарот во Кина, значи од над 30 милиони возила, се New Electric Vehicles, што значи целосно електрични или плагин хибридни возила. Во Европа,
државата ова го кажува, но дали е тоа сентиментот на крајниот корисник, на купувачот? Прво знаеме инфраструктурата. Во Кина има 4 милиони полначи, додека во Америка има само 250.000. Двете држави се територијално отприлика исти. Значи, зборуваме огромна разлика, 16 пати повеќе полначи има во Кина, отколку во Соединетите американски држави. Дури и АЦЕА, Европската асоциација на автомобилски производители, апелира дека во Европа има кусок од околу 100.000 полначи. Брзи полначи. Брзи полначи, точно е брзи полначи. Унија, се извинувам, не во Европа. И знаеме дека она што е во Европа, најголем пазарот за електрични возила е Норвешка, но Норвешка е прилично мала земја, каде што цената на енергијата е многу ниска, заради ниот огромен хидропотенцијал. Да. Исто така, ова е многу важно како субвенциите влијаат врз купување на возила. Знаеме дека во Германија во декември 2023 се укина субвенциите и минатата година имаше пат на продажбата на електрични возила во Германија до тој степен што Велика Британија стана најголем европски пазар за електрични возила, поголем од Германија. Иако реално гледано многу помалку возила се продаваат во Велика Британија отколку во Германија. Така да тие субвенции многу влијаат, а во Америка со доаѓањето на Трамп како председател веќе има најава дека нивните субвенции од $7.500 по возило ќе бидат елиминирани. И тоа позитивно може да влијае врз Тесла, која е веќе етаблирана на пазарот, но сите нови потенцијални компании кои ќе лансираат електрични модели во Америка, без тие $7.500 тие нема да бидат конкурентни. Работите стојат вака. Европа, односно Норвешка е изолиран пример. Таа минатата година дури 98% од новопродадените 127.000 возила беа електрични возила. Целосно електрични. Целосно електрични, а само 600 автомобили се продале со мотори со внатрешно согорување. Од една страна енергијата станува поскапа. Од друга страна, многу автомобилски производители ги реструктурираат своите планови за електрификација на моделите и најавуваат продолжување на производство на автомобили со мотори со согорување. Еден од примерите и Порше за новиот Макан, кој го конструира да биде исклучиво електрично возило, но сега има планови да се врати и бензински. Го ретерира назад бензинскиот. Тоа е едно. BMW не се откажува. Мерцедес најавува повторно зголемување на гамата на... Бидејќи знаеме дека Мерцедес беше многу неконкурентен и нивната електрична платформа беше, да не кажам, но имаше дебакл. Така е. Од друга страна, кога ги гледаме работите со новододениот председател Трамп во Америка, тој најави не само зголемување на царините, особено за производите кои доаѓаат од Канада и од Мексико за 25%, но исто така мислам дека најави дека Америка ќе се сврти повторно кон истражување на фосилните горива и тоа е еден знак дека и автомобилската индустрија добива амин да продолжи со моторите на согорување, бидејќи очигледно е дека не може да се постигне она што го постигна Кина не само во волумен на производство, туку и во квалитет на развој. Така е. И пак ова е политички мандат. Знаеме дека во Европа се очекува потенцијално зависно од како ќе завршат изборите во Германија и дали зелените ќе бидат во владеачката коалиција или не, потенцијално да се пролонгира рокот за кога треба да има целосна транзиција кон возила само на електричен погон, но истовремено што значи оној мандат за јаглерод диоксид. Знаеме дека последните 2 години продажбата на дизел возила во Европа е многу падната. Дури едноцифрена во процент, што е многу различно од она што ние го перцепираме овде во Македонија. Кај нас се уште дизелот е апсолутно водечки начин на погон на возило, додека во Западна Европа... Но тоа е поради немањето средства. Точно. Ние немаме пари да го обновиме нашиот возен парк. Но гледаме дека во Европа тоа се или бензински мотори, или се плагин хибридни, каде што освен Мерцедес, сите други плагин хибридни опции се со бензински мотор, или се целосно електрични возила. Додека во Соединетите американски држави дизелот никогаш не бил
релевантен, но исто така цената во Европа дизел спрема бензин е различна отколку ако си истото тоа го видите во Северна Америка. Така да сите овие мандати, но и политиката, и субвенциите, но и тајмингот, гледаме дека во моментот во Европа оваа година трошокот кој ќе треба да се плати кон Европската Унија ќе биде 16 милиарди евра на производителите, на продавачите на возила, бидејќи нема мандатот за јаглерод диоксид да го задоволат. И тие купуваат кредити од Тесла, од кинески производители, од Волво, на некаков начин да компензираат, нив им плаќаат понекогаш по 2-3 милиарди евра, за да купат нивни кредити и да направат еден заеднички базен, каде што до Европа ќе кажат как сите заедно ги исполнивме критериумите и на тој начин помалку е трошокот отколку да го плаќаат пеналот директно кон Брисел. Да, многу производители се загрижени за овие пенали што ќе треба да ги плаќаат, но тоа е затоа потоа. Како целата криза се однесува, ќе се одрази врз македонската автомобилска индустрија? Ние имаме доста производители на компоненти, вие сте представник на еден голем производител на компоненти, чија седиште е во Охрид, фабриката е во Охрид. Така е. Прво, оваа година производството на возила во Европа и продажбите на возила споредено со минатата година ќе биде плюс-минус 1%. Тоа се првичните прогнози. Ќе треба да видиме колкав процент од таа продажба ќе биде кинески производители кои се увезуваат. Без разлика на царините кои Европа ги има веќе наметнато кон кинеските производители, како што знаете Европската Унија тоа го одлучи, но не секоја земја, пред се Германија беше против тоа. Што некои луѓе ќе речат, но и Франција се придружи кон тоа. А тие се најважните производители и од таму се најважните брендови. Она што јас гледам, бидејќи веќе изминатите 2 месеци, но и почетокот на оваа година, гледаме состојби каде што имаме на еден и друг начин намалување на дел од нарачките од производителите на возила, но многу зависи секоја компанија која овде лоцирана, кои точно и се клиентите, за кој модел произведуваат и дали тој модел е електрифициран или не. Не може да се направи една анализа да се рече сите компании ќе бидат афектирани на ист начин. Но, што може да се случи? Една од работите, многу луѓе прашуваат во изминатите можеби месец и половина дали ќе има отпуштање. Прво треба да гледаме што ќе се случува на европскиот пазар. Како што кажавме, и производители на возила, но и производители на компоненти ќе имаат намалување на број на луѓе. Но за разлика од некој од нив, ниту една компанија која е лоцирана во Македонија кој произведува компоненти, тоа не се компоненти за самиот мотор со внатрешно согорување. Значи, не се произведуваат турбополначи, не се произведуваат цилиндри, не се произведуваат компоненти кои се дел од метални компоненти од тој вид. Но, што може да се случи? Знаете дека има природна флуктуација во секој работодавач. Понекогаш може таа природна флуктуација и намалување на број на вработени кој се случува на месечно ниво. Во Македонија имаме околу 35.000 работни места директно поврзани со автомобилската индустрија, која знаеме дека во извозот учествува со речиси 60% од вкупниот извоз на државата, пред се кон Германија. И мислам дека може да се направи едно очекување дека не сите тие работни места ќе бидат веднаш афектуирани. Ќе бидат веднаш пополнети или ќе има некој временска дистанца до моментот кога ќе се пополнат тие работни места, поради тоа што секоја компанија и секоја централа на компаниите кои се тука ќе гледа како ќе се развива пазарот и во која насока. Така да постои една предпазливост. Се уште сум на ставот дека врз основа на последните информации драстични отпуштања или веднаш намалување на работни места нема да има, но може да има балансирање, оптимизација на трошоците, помалку средства за обуки, за тренинг, намалување на патувања, сето она што значи нормално работење, но под кризни услови. Автомобилската индустрија сега целиот дискусија почнавме дека од 2019 е континуирано во криза. И мислам дека понекогаш ние што работиме во автомобилската индустрија, ако нема криза, ќе ни биде досадно. Бидејќи цело време има нешто што креира нови проблеми, состојби и сето тоа. Но,
Сите кризи на еден и друг начин се пребродени до сега. Нормално, има последици. После секоја битка може да имате лузни. Не очекуваме да е никој од нас супермен и да ги пребродиме тие кризи без никакви лузни. Сметам дека и оваа криза ќе се преброди, но не можам однапред да кажам во кој обем, бидејќи што ќе се случи со Украина, што ќе се случи со царините од Северна од Америка визави Европска унија и Кина, сите тие работи ќе влијат. Има дополнителни нови состојби, временски неприлики кои се случуваат изминатите неколку дена. Времето во Северна Америка беше многу ладно, има олуи и невремиња во Северно море. Целиот тој систем на транспорт, сето тоа, знаете дека 2 дена, ако бродот не стигне на време, целиот тој процес е една ланчана реакција, кога после 3-4 недели не можете да се вратите во нормала за да ги испорачате компонентите кои ги имате кон вашиот крајен корисник. Така да, јас би бил умерен, не сакам да речам оптимист, но реалист во она што ќе се случува оваа година кај нас. За жал имаме премалку време, а премногу интересни работи да дискутираме, па ќе оставиме отворена покана до вас во една од следните емисии да го продолжиме овој разговор. И на крај, сосема кратко одговорете ми, дали има шанси да се стабилизираат цените на автомобилите и да бидат поевтини? Да се стабилизираат, да бидат поевтини, малку веројатно. Ви благодарам многу, господине Мизо, на одвоеното време и на вашето гостување. Ние одиме понатаму со еден интересен новитет. Најголемиот светски производител на електрични моторцикли и скутери, Јадеа, подготви нов тип батерии без литиум. Базирани на натриум-ионска технологија, тие воведуваат поголема издржливост и подобра отпорност на ниски температури. Оваа апсолутна новост во светот на електричната мобилност ги изненади дури и стручњаците, бидејќи заради ниската енергетска густина и малиот напон се сметаше дека немаат перспектива. Кинезите сепак ги видоа како идеални за мали и лесни возила, какви што се скутерите, посебно и затоа што се побезбедни и поевтини за производство. Интелигентниот систем за полнење ќе овозможи за 15 минути да достигнат 80% од капацитетот. Ќе може да издржат 1500 циклуси на полнење, односно околу 5 години редовно користење. Објавени се и цените на првите електрични скутери со овие батерии. Тие се од најниските категории и во Кина ќе чинат од 430 до 570 евра. Најскапиот модел има електромотор од 400 вати, со кој постигнува максимални 25 км на час, автономија од околу 70 км и носивост од само 75 кг. Во очекување на експлозивен пораст на продажбата на електрични возила, минатата деценија инвестирањето во фабрики за производство на батерии изгледаше како одлична деловна можност. Влијание имаше и намерата на кројачите на европската економска политика за намалување на зависноста од Кина. Беа основани многу нови компании кои веднаш се зафатија за работа. Објектите започнаа да никнуваат како печурки, а производителите на возила уште пред да бидат поставени нивните темели побрзаа да се обезбедат со договори за набавка на батериите што ќе ги произведуваат. Но ветерот го смени правецот и перспективниот бизнис практично преку ноќ се најде во плитки води, бидејќи автокомпаниите започнаа да ги откажуваат нарачките. Се чини дека оваа клучна гранка за понатамошен развој на електричната мобилност западна во пат позиција, но засега откажани или одложени се само неколку фабрики. Во моментот во Европа се оперативни 15 на фабрики за батерии кои располагаат со капацитети за околу 400 гигават часа годишно, а планирани за изградба се уште 3-4. Ги има низ целиот континент, дури и во Србија, но главно се лоцирани во индустриските развиени западни земји. Најголемата е на LG во Полска, а најстарата која функционира од 2012-та е на Nissan во Велика Британија.